Здраво, ова е 322-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустrirани со подвижни слики. На денешниот репертоар е She is Conan од Бертранд Мандико, во кој станува збор за Конан, која ја пресретнуваме во различни стадиуми од животот, глумено од разноврстни актерки во 6 периодизации од сумерската доба до блиската иднина, придружена од демонолико битие со кучешки лик Рајнер, глумена од Елина Ловенсон, која служи како незин Вергилий во реминесцентното патешествие низ постоењето на Конан, соочувајќи се со дивергентни предизвици од секој од стадиумите на битисувањето. Во последно време налетувам на многу тесногледи ставови во поглед на терминот адаптација, особено помеѓу различни медиуми, каде тврдокорните љубители на изворскиот материјал слепо се држат до секоја сентенца и дејствие, очекувајќи да биде пресликано, а не адаптирано во размер 1:1, не знаејќи дека тој чини убиство на авторската слобода на тој што се нафатил да го адаптира делото. Јас признавам дека сум екстремен радикален либерал кога е во прашање поимот адаптација, затоа што и самиот сум автор и знам што значи да биде еден автор врзан во оковот на оригиналното дело, кое секогаш ќе може неговите љубители да го искусат во медиумот во кој е направен и никаква адаптација нема да му одземе или додаде на неговата значенска вредност. Меѓутоа, кога е адаптација во прашање, јас би одел до таму и да се задржи само еден мотив, кој ќе биде заеднички за творбите и се друго да биде иземено или занемарено, како што е случајот со делото на Мандико, кое го има задржано само името на варваринот, кое и тоа е носител на различен пол од оригиналот и остатокот се заврзламите на режисерот. Така што строго препорачливо е да не биде погледан неговиот филм од пристрасните љубители на авантурите на Конан, кои книгите и стриповите ги третираат како апокрив, а филмскиот серијал како начин на живот, со кој се поистоветуваат, го присвојуваат и гейткипаат во времето, како дидаскалија во делото на Мандико е расчленето, скокајќи низ сегрегирани епохи, за да се опише идејата за еден лик во различно руво, со оглед на тоа што во секоја различна фаза од животот се однесува како друго битие. Филмот е реверзибилно прелистување на сеќавањето на таа река на покаяние, која си ја приспомнува Конан, која во ова светкаво чистилиште во фолија е соочена со каењето кое е иницирано од одлуките кои те го би значат. Машките ликови се маргинализирани во делото, сведени на обични спектатори, банкари, програмери, поданици покосени во базен од урина и крв и консеквентно на тоа, житието на љубов и омраза го шират исклучиво женски ликови, поигрувајќи си со сексуални и полови нормативи. Од ерата на варварството, каде суеверието е декрет, во кој младата Конан е присилена да загризе од срцето на мајка си, даде завет за реваншизам против злобната Санџа, талкачката 25 годишна низ реката на спомени која ќе се заљуби во неа, 35 годишната каскадерка како итерација на симулакрум на Бронкс од 1998 година, ладнокрвна воен офицерка 45 години до 55 годишната крилеста предводничка на артистите, која ќе го преточи телото во дегустативна уметничка форма и 65 годишната осудена да ровари низ пекол се само неколку од итерациите низ кои што поменува Конан во филмот. Варварството го утврдуваме во епохите во различен облик, од најчисто од маздолюбие, себичност, ароганција, нарцисоидност и консумирање, до осуденост за перпетуално измачување во пекол, но секојаш е проследено како самоубиство на своето јас од минатата деценија. Кога некој од вашите пријатели кои гледал еден-два филма повеќе од вас, без да ги разбере, се разбира, и реши да се однесува хипстерски и ви рече дека нема денес авангардни филмови, тоа што порака е да го заврзете и да му го пуштите овој филм, особено ако е жанрофоб или квази филмски пурист, за да се соочи со големината на својата неукост, бидејќи филмот на Мандико е токму тоа, модерно авангардно остварување, еднорог сам за себе, кој комбинира квир епски фентези, кој на моменти преминува во еротски телесен хорор, во други на периодична мелодрама, до екстрема на експлоатационен Grindhouse филм од 70-тите, патешествие оркестрирано од режисерот кој не се плаши да ги екранизира јадежите на неговите ликови во еден континуиран безизлезен пекол,
кој на визуелен план е спојна раскошни кадри со жанровска декаденција. Огромна почит имам кон Елина Ловенсон, која најпрвен му беше муза на Хал Хартли и неговите филмови како Simple Man и Аматер. Можеби романската актерска ја знаете од Шиндлеровата листа, но мене секојаш ќе ми биде Вампирката Надја од истоимениот култен хорор филм и уште во 2000-тите стана муза на Мандико, која неговиот најнов филм го помина под кучешка маска, знаејќи дека не мора да го експонира своето лице во делото ако е потребно да се глуми демонско представление со фотоапарат во рака и поетичност која понира од устата на романтичниот демон кој ги воспева некрофилите. Како што се демаркира традиционалистичкото линеарно действие, така и оркестрацијата на композиторот Пьер Деспрат треба да трансмутира во различни спорадични интервали, некогаш истакнувајќи синтвейв аспекти, друг пат поавангардна експериментализација, трет пат епска воинствена димензија, понекогаш доминира дувачката свита за да истакне пеколни представленија, друг пат еклектичен ориентален мелос или племенски перкашен. Дури има до хип-хоп композиции со Узи Фреја и шансони со Барбара Карлоти, до етеричен балдаламентиев синт, самиот скор го надополнува стадиумот од животот кој се овековечува во секој сегмент од филмот. Директор на фотографија е Николас Евеило, асистентот на снимателот Симон Бофис, кој го сними Анатомија во Фол, но и поважниот за овој филм Knife Plus Heart, на кој Николас му асистираше, реши и самиот да се предаде на незаузданата колоритна палета, снимајќи го филмот на 35 мм филмска лента и тоа на Атон Пенелопе, на кој беше снимен и Sound of Metal, со зумлеќите на Жине, кој Николас и тоа како не се плаши да ги стави во погон за доближување и оддалечување од ликовите во црно-бел формат кој одговара на архаичноста и во колор за шокантната непосредност со флуидно движење низ богатиот мизансцен каде заседаваат миракулите на грозомората. Единствената која има трпение и разбирање за правење некаква кохезивна целовитост од снимениот материјал на филмовите на Мандико е монтажерката Лори Сент Марк, на која судено е да направи доволно издржлив печворк кој ќе го поддржи првото гледање. Меѓутоа, причината поради која ја замери за претходниот филм на Мондико е тоа што ме остави безгрижен за некохерентната плејада на фрагментирани ликови. Во новиот филм ме држаше ангажиран околу итерациите на Конан, што можеби е правец во кој убаво е да почне да размислува Бертран, затоа што децентрализираните протагонисти и не секој знае колку интригантни за следење, доколку не образуваат поголема слика, како што е случајот тука. Знам дека полесно се прави збир на различни перспективи и доживувања, но не секогаш тоа сумирање води кон продлабочено значење. Пребогат е филмскиот израз на Мандико за да биде иземен од историјата на авангардниот филм, што не знам од каде да почнам со референциите, дали од самиот лик на Елина Рајнер, кој е директна асоциација со великанот режисер Рајнер Вернер Фасбендер, кој исто така бил доста театрален во неговите дела, лик кој носи палто со неговото име како во делата на Кенет Ангер. Раскошните визуелни баханалии на гозбата, на сладострастието, секако дека може да се препише и на Питер Гриневе, и на Мишел Гондри, или пак на Ла Гранде Буфо и Емануела во Америка, ако сте љубители на филмовите од 70-тите, на која им предходи Nazi Exploitation, сцената во прашање на Илса ли е, The Night Porter ли е. Наследник на литаниите на Ерос и Танатос, налик делата на Боровчук, Ролин, Роб Грие, Мецгер, Дамато, Брас, Макафеев и останатите автори од домашната колекција која ми се поклопува со таа на Гаспар Ноe. Меѓутоа не е бегол маниризам во прашање, туку таписерија на филмски наличја кои морфираат во своерачен авторски филмски подпис со иманентна логика и пермутации на веќе установените параметри. А како субјективен Кроненберговец не се отклонувам од мојата проекција дека видов хирурзи близнаци, еротска возбуда од сообраќајки, надпис Naked Lunch, телото како уметнички експонат, без разлика дали ќе бидам категорично побиен со гледбата од Мондико. Мандико чезнее во неговиот нов филм да ги истакне сите негови афинитети, од заумната театралност која води кон очудување, преку љубовта од ахроматизмот, до светкав техниколор и интензивната магента, двојна експозиција, преку кревкоста на телесноста, истакната во впечатливите крајови специјални ефекти од гризање на врат до преполовување на тело со меч или повлекување на екскалибур од натрешноста на еден грклан,
Повратен трулеж, Трон на обезглавености, Рожба на крилја и многу други телесни декомпозиции. Филмскиот израз на Мандико признавам дека со години ми е енигматичен и несватлив до одредена мера и тоа не ми пречи. Напротив, сакам да има недообјаснети понекогаш ирационални потфати, за да ме привлечат повторно да гравитирам кон делото на артистот рангот на Мандико, која започна својата кариера од 1998 година со краткиот стоп-моушен анимиран абсурден сепија филм Le Chevalier Bleu, кој е поблизок до делата на Роберт Морган, браќата Квај Шванкмајер, отколку визуелниот израз на Бертран Денес кој го негува. Во 2000-тите сними 4 кратки филма, завршувајќи ја деценијата со The Life and Death of Henry Darger, посветена на невообичајниот сликар, кој ќе стане еден од позначајните филмови од кариерата на Мандико, векувајќи го делото на бизарни автори кои имале влијание врз него за образување на неговиот собствен израз. Во 10-тите го сними филмот Borrow in the Box, посветен на полскиот еротски автор Валеријан Боровчук, но првото појавување на големите фестивали го прави во 2012 година со филмот Living Still Life, за жената која ги реанимира мртвите животни преку стоп-моушен анимација, пред истиот процес да го примени и на женско човечко битие, филм во кој Мандико си поигрува со интензивирањето на колоритот, кој се прикажа и на Сиджес и во Венеција. Во 2014 година е награден на фестивалот во Чикаго за експерименталниот прехисторик кабаре, каде во бизарното кабаре посетителите ги изразуваат нивните телесни страсти, значаен за тоа што го означува почетокот на долгодишната соработка со Елина Ловенсон. Својот раскошен израз кој е спој на ретроестатизација на експлоатациони филмови 80-тите, кошмари призори во техниколор и телесен хорор може да се забележи во краткиот Our Lady of Hormones од 2015 за двете актерки кои ја воочуваат чудесноста на природата додека подготвуваат пиеса. По снимањето на кратките за депресивниот полицаец и толкачката Јованка Орлеанка го снима првиот долг филм во 2017 година The Wild Boys за 5 адолесценти кои се поклоници на уметноста, но и на извршувањето на криминогените чинови, кој беше во конкуренција за Квирлавот на Венеција. По краткиот Apocalypse After од 2018 може да се воочи еротскиот набој во театралниот приказ на екипата која снима дистописки фентези филм, а кон крајот на 10-тите снима Мандико неколку музички видеоспотови каде исто така ги применува неговите еротски надреални подвизи во полн колорит. Тој сними уште неколку кратки со Елине пред да го режира вториот долг After Blue од 2020 година за експедицијата на далечната планета каде може да преживеат исклучиво жени, награден на Сиджес Локарно Fantastic Fest, а во 2021 сними краток филм каде повторно ја впрегна величествената несватливост на природата преку брканото андрогино битие во шумата во Dead Flesh пред да го сними третиот долг филм She is Conan. По снимањето на филмот сними целина од 4 кратки филма, кои сите заедно образуваат целовечерен филм, составен од вињетата која го носи неговото име The Show Has Already Started, за лажно ТВ шоу во кое се најавуваат сегментите The Last Cartoon, Nonsense Optimistic Pessimistic, пактот на женската театарска адаптација на Конан во Райнер, A Vicious Dog и на Skull Valley и водењето на сет од 4 актерки во We Barbarians. Така што не е стран абсурдизмот и надреализмот кој го негували Бунјуел, но и Жодоровски, засилен со еротски полнеж и бликање на магента и помешување на телесен хорор во театрален манир, што представува некакво сумирање на непоимливиот стил кој го некува Мандико, но доволно е да погледнете еден кадар од филмот и да осознаете дека станува збор за негово дело, што сведочи за стилска препознатливост. Затоа и воопшто не бев изненаден кога се појави во Queer Giallo слешерот Knife Plus Heart како актер, кој исто така содржи естетска сличност со ракурсот на Мандико. Ефтиниот театрален мизансцен и бизарниот скок низ крвавите сеќавања го прават ова дело непрепорачливо за гледачите кои немаат предиспозиции за уживање во гротеската на Мандико, која и во овој филм ги фрла споредните ликови како искористени кондоми, заборавајќи дека разнолик аудиториум ќе фрли поглед во ова ретрофетишистичко онанирање, кој голем дел ќе го сгрози, а мал дел ќе најдеме сладострастие. Филмот беше составен дел од програмата Directors Fortnight од Канскиот филмски фестивал, каде беше о компетиција за Queer Палмата, а потоа се прикажа во Локарно, Fantasy Film Fest, Split Film Fest, Solon, Sitges. Филм
за кој голем интерес имаше на жанровските филмски фестивали, каде нема да помине незабележан во некоја експериментална категорија, како што тоа се случува на престижните артхаус фестивали, затоа што жанровските љубители може да го препознаат авторскиот белег на Мандико и да ја ценат погледнатата бизарност. Алтерд Инесен со години соработува со Мандико и мислам дека се најсоодветниот дом кој му дава кров над глава на неговиот бизарен визуелен израз. Авангарден филм во кој идното јас на една личност е во преградка на своето јас од минатото пред да раскрсти со него, пристетувајќи се на вртлогот на емоции низ кој што поминал, од реваншизам до заљубеност, негирајќи го секое свое претходно постоење, давејќи се во океанот каења за време на судниот час. Женскиот Конан е варварин за машкиот Конан. Ако морам да го евалуирам, тогаш шијејск Конан од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 322-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!